Каде е брзата помош? Каде е амбулантното возило? Таму беше мојата чанта. Види, јас не знам кој си. Ама ако не ме одведеш одовде, ќе имаш многу големи проблеми, затоа што брат ми е полицаец. Како тоа брат ти е полицаец? Така фино, полицаец. Ти не се викаш Ебру? Не, Асли. Сакам да ми ја вратите чантата. Веднаш чантата. Не викај. Веднаш. Не викај. Со тоа возило требаше да дојде Ебру. Зошто дојде ти? Беше болна. Сакав да постапам човечки, а се сретнав со тебе. Кога веќе сакаш да бидеш човек, заврши ја работата. Додека не дознам кој си и кој е човекот внатре, нема ни да се поместам. Гледам дека немаш никаков одговор. Затоа воопшто не треба да ме мешаш во ова. Си одам. Докторке, ако си заминеш, татко ми ќе умре. Пардон? Така ли? Многу е млад татко ти? Луѓето на село млади се женат. Не живеете ви во оваа држава? А зошто е тогаш овде? Зошто не го донесете татко ти во болница? Затоа што го рани мојот внук кој има 14 години. Затоа не можеме да го носиме таму. Ако отидеме таму, ќе се вмеша полицијата. Детето доди во затвор. Не можем да го дозволам тоа. Ќе го оставиш татко ми да умре? Го украде ли возилото на брза помош? Каде ја најде Ебру? Имам роднини во болницата. Кој? Не е важно. Татко ми умира, а ти ми испитуваш. Ке го оперираш или не, докторке? Или Хипократовата заклетва ти важи само за во болница, докторке? Слушај, Ваму. Татко ми почина на раце со желба да бидам докторка. Ворит? Да не знам каква е таа болка, сега никој не би ме задржал овде, ме разбираш? Дури ни ти! Тргни ми се од патот. Роднино, што се случи? Зошто глумиме пред докторката вака? За да не ни биде проблем. За да ја заврши работата и да си оди. Доктор ли сте вие? Не, ветеринар сум. Добро, може да ми помогнете. Каде сте нашле волку елементи и лекови? Секогаш сме спремни, госпогице. Вие ли го преврзавте вака? Да. Како и да е, пулсот му опаѓа, мора да завршиме што побргу. Можете да ги стерилизирате елементите. Ќе го спасам татко ти. Ќе биде тешко, ама ќе успеам. Судбина. Ничија не може да се смени. Како ќе дојдеме, така си одиме. Сега зборуваш за болка што не ја познаваш. Не можеш да знаеш колку е тешко да се изгуби татко. Се надевам нема да дознаеш.